Најмалите членови на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ вчера го отворија концертот во Центарот за култура. На иста сцена играа и свиреа заедно со националниот ансамбл Танец. Настанот беше организиран за помош и поддршка на културно-уметничкото друштво од ТРЦ, кое по многу години се обединува и работи за зачувување на културата во својот крај. Ние како Танец сме репрезентација на Република Македонија, што се однесува нели до фолклорно, до музиката, традицијата и така натаму. Сето она што се случува, посебно во местата, какви знаеме нели колку имаме македонско население и така натаму, да имаш 60-70 деца собрано во таа општина, навистина е голем успех и за почет првенствено јас како прв човек на Танец и после како Танец и ние и како оние представници нели на како национален ансамбл на Министерството за култура. Така да ја мислам дека ова ќе биде голем поттик не само на ТРЦ, него и сите оние други кои мислат дали да отворат или да ги обноват оние културни уметнички друштва. Јас апелирам, доколку имаат желба и имаат оваква некаква идеја да тоа го направат, да не се мислат воопшто. После 20 години од нашето згаснување, ние го реоформиравме, го реорганизиравме друштвото и као на секој почеток имаме потреба од набавка на носи, средства и така натака, што значи дека овој концерт може да им помогне у таа смисла, некои финансиски средства да се придобија за да се снабдиме со непотребниот облека и материјал што ни е потребен за надомошно работење. Културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ е место каде речиси секој млад човек од ТРЦ ги поминува попладневните часови. Учат за традицијата и животот на нивните предци. Белег за ТРЦ, ово уметничко друштво е од 1986 година. Културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ повторно се враќа на македонската културна сцена. По 2 децении мирување, синоќа членовите од друштвото со изведба на повеќе ора и песни одржаа концерт во основното училиште Кирил Пејчиновиќ во ТРЦ. Денес имавте прилика да го проследите нашиот прв концерт, каде прикажавме разни ора и песни од целиот регион на Македонија. Културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ е формирано далечната 88 година, работеше до 94-та, потоа згасна, а сега после 20 години го воскреснавме истото друштво, што го носи името на нашиот голем преродбеник и писател, егуменот на Лешечкиот манастир Кирил Пејчиновиќ. Јас се надевам дека ќе се гледаме и понатака во некои други поголеми прилики и концерти. Од пред некој месец друштвото работи во полнек со многу млади таленти за играње и пеење. Се почна со 10 играорци во летото 2013 година, кога по иницијатива на општина ТРЦ се здружија за краток период успеа да подготват неколку точки со кои подоцна се представија во Турција. Видовме дека тие млади дечки имаат желба и волја да играат и понатаму да продолжат со негување на традицијата. И дојдовме до идеја да го реновираме културно-уметничко друштво Кирил Пејчиновиќ. До сега имаме одржано неколку мали настапи, меѓутоа вечерашниот концерт е најголемо достигнување на друштвото. Ме радува бројот на посетители што вечерва дојдоа да ги видат и слушнат играорците и тоа ни дава дополнителен мотив и понатаму да продолжиме со оваа работа за негување и традицијата. Инаку во друштвото имаме околу 50 на играорци кои се групирани во неколку групи во зависност од нивната возраст. Апелираме до сите млади луѓе кои се љубители на македонските народни песни и ора, слободно да ни се придружат. Како културно-уметничко друштво отворени сме за соработка со сите играорни групи и останати неоформени музички групи за одржување на заеднички настапи и концерти. Чест ми е што сум член на ова друштво и се надевам дека во блиска иднина ќе можеме да се пофалиме со многу настапи како на локално, така и на национално ниво, а можеби и повторно на меѓународно ниво во некоја странска држава. На концертот присуствуваа лица од Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје. Продолжувањето на традицијата преку музика и ора е повеќе од потребно за зачувување и негување на македонскиот идентитет, посебно на овие простори. Кирил Пејчиновиќ е единствениот кој пишувал на тетовски говор
се изразил во своите дела, овие се неговите следбеници и верувам дека достојно ќе се представуваат секаде во светот со нашата народна песна Иоро.